Со отворање на две нови директни авиолинии до Охридскиот аеродром, македонскиот воздушен сообраќај влегува во нова фаза на експанзија. Утрово на Свети Апостол Павле слета првиот лет од Вроцлав, Полска, нова дестинација која досега никогаш не била поврзана со Македонија. Веќе на 9 јуни се очекува и првиот лет од Катовице, исто така од Полска, со што се заокружува новата линија на директни поврзувања со Централна Европа. Со овие две нови рути се отвора простор за значително зголемување на бројот на патници и бизнис поврзувања. Ова воедно ќе го поттикне и локалниот туризам и економски развој. Од идната недела се активираат и две нови линии – Белград-Охрид и Истанбул-Охрид, дополнително зајакнувајќи регионалната и меѓународна поврзаност. Бројките се одлични, бројките се, би рекол, на рап на нешто што е неочекувано. Ако во минатото се радувавме ако има еден лет плюс, овие 2 години значајно се сменија работите. Јас минатата година реков дека е добро да се бориме во следните 2 до 3 години да стигнеме до 3 милиони и 500 илјади патници, но со ова темпо ние оваа година ќе стигнеме до 3 милиони и 500 илјади патници и ќе си поставиме нова цела, тоа е за неколку години да стигнеме и до 4 милиони патници, што мислам дека е врв за нашите два аеродроми, имајќи предвид дека државата е од 1.800.000 жители и бројот на патници далеку ќе го надмине бројот на жители. Податоците покажуваат силен раст. Во периодот јануари-мај годинава патничкиот сообраќај зголеме за 31,2% во однос на истиот период лани. Паралелно со авиосообраќајот се интензивира и инфраструктурната офанзива. Охридскиот аеродром е во фаза на обемна реконструкција и проширување со околу 65% завршеност на проектот. Станува збор за инвестиција вредна 2,7 милиони евра. Правиме одлични работи. Некаде за 2 месеци од денес имаме аеродром кој што ќе изгледа како вчера да е изграден. Целосно ново решение, проширување на терминалната зграда, проширување на делот за слетување, проширување на делот за полетување, значи за патници на доаѓање и патници на заминување, што дополнително ќе значи голем економски стимул. Според податоците, до крајот на јуни Охридскиот аеродром ќе биде поврзан со 8 авиокомпании и 17 дестинации, што дополнително зацврстува неговата позиција како еден од најбрзо растечките аеродроми во регионот. All these developments contribute to Ohrid and Skopje airports being recognized among the fastest growing airports in Europe. Сите овие случувања придонесоа до тоа Охрид, аеродромите во Охрид и Скопје да бидат препознаени како најбрзо растечките аеродроми во Европа. Признание што го добивме само пред неколку дена од страна на Меѓународниот совет на аеродроми, огранокот за Европа. Северна Македонија моментално е еден од најбрзо растечките воздухопловни пазари кои што се надвор во ОДЕУ, меѓутоа во рамките на европското географско подрачје, додека многу европски пазари се соочуваат со стагнација или пониски стапки на раст, ние постигнуваме раст во двоцифрени бројки и веќе сме рангирани меѓу водечките воздухопловни пазари во регионот. Во меѓувреме, инфраструктурното поврзување на регионот се засилува. Патните правци кон аеродромот се речиси завршени, а нови делници наскоро ќе бидат пуштени во употреба, што дополнително ќе ја подобри достапноста на Охридскиот регион. На Охридскиот аеродром денес беа пречекани околу 200 полски туристи со традиционалниот охридски специјалитет ѓомлезе. Македонија и покрај тоа што е мала земја по број на жители, се позиционира како се поважен воздушен центар во Европа, со раст што според експертите ја надминува регионалната европска просечна динамика.